Време е за нашето утринско будење и утринското поврзување со нашите гости на ваков начин, кои што ги вклучуваме онлайн и секогаш сакаме да споделиме убави вести. Па така и утрово ќе се поврзаме во живо од Битола со Игор Трајковски Фуја, наш познат автор со кој што меѓу другото сме имале и интервјуа во минатото во утринската. Зборуваме за инспирацијата, за креативноста, за пишаниот збор и за она кое што ги фасцинира читателите или читателската публика, како младите, така и повозрастните. Го имаме Игор утрово со нас. Игор, добро утро. Добро утро, Игор. Добро утро. Убаво утро, веројатно сончево и во Битола. И топло. Супер, баш е сончево. Веќе лето може да се наречи веќе по ова време. Стапи на сила и некако лето со високите температури кои што ги имаме на располагање периодов. Така е. Игор, во ова убаво сончево или да речеме прилично топло утро, можеме да позборуваме на еден ваков начин во утринското будење за тоа кое што неодамна се случи, а тоа е промоцијата на твојата најнова книга. И јас делумно ставивме и во нашиот наслов за денешниот разговор и насловот на самата книга. Четворката на светлината, современи митови за храброст, добрина и чудесни патешествија. И она кое постои како податок, поточно е впечаток од оние кои биле на самата промоција, е дека имало голема посетеност. Ке ни потврдиш за тоа, ти се разбира во продолжение. Многу луѓе кои што веројатно ги сакаат твоите дела, но и оние кои велат дека некако и делата се нешто што се чита одново и одново, а не само еднаш, а се разбира ја привлекува како помладата, така и повозрастната публика. Точно така, фала ви за убавите зборови. Јас ќе ви испратам и во вашата редакција, како и претходно моите изданија, пошто книгата мора да се доживее. Да. Ние можеме само да пренесеме дел од атмосферата. Оваа книга на 15 овој месец, значи пред 2 недели, имаше промоција во Битолската библиотека. Климент Охридски, Национална универзитетска библиотека. Книгата, едноставно кажано, е еден збир, да речеме, на кратки раскази, патешествија, во случајот, на 4 навидимо обични дечиња се во случајот, но со текот на книгата разбираме дека тие се херои, имаат некоја моќ. Моќта не произлегува од нешто надворешно, како што се сега во актуелните цртани или филмови што се за млади и за деца. Тука едноставно тие деца се сошени со некои стравови и ги надминуваат тие стравови, што е една од најголемите моќи што може човек да има, да го надмине стравот. Цела идеја за книгата започна уште пред неколку години, кога кадев на одмор, пошто син ми поголемиот, во случајот Петар, сака да заспива, дали да гледа приказки. И сега на одмор немаше ситуација да гледа на македонски приказки или цртани и почнав да му раскажувам приказки. Најпрво барав начин да адаптирам некои приказни општо познати од светска митологија, современа, постара, и да ги направам со наши ликови, и тоа стигна да се гради на некој ниво, да направам некои приказни по-блиски за мојот син. Највечер ќе ми речеше се плашам. И тоа ме натера да направам некои приказки како преку тие ликови тој поведел некои стравови, дали се тоа за стравови околу водата, околу огнот, околу планината и така натака. Овде во случај имаме 4 лика, архетипа направени: Марко, Филип, Петар и Лидија. И сите тие имаат одредена моќ, се соочуваат со некои да речам стравови, ги надминуваат и на крајот некако се спојуваат. Сите натре раскази, нивни патешествија можат и одделно да се читаат, но имаат една линеарна структура, делуваат и како еден роман, целосно се хронолошки поврзани. Книгата, еден пријател мој рече, ова за големи, не е направена само пример за мали деца, не е ни за млади, туку е за поширока читателска публика. Благодарност до Министерството да ја поддржа како проектот Национален интерес за деца и млади книга. Првенствено е за деца и млади, но натре има слоеви кои при препрочитување, како што кажавте, ќе побудат разни размислувања ке поголемите. Тоа беше идејата од нивото на родител кога би учител на дете, да му пренесе некој искуство и тој да се запраша за себе за некој размислување, пошто децата на крајот на денот се најголемото школа, јарем за мене. Јас многу работи како рефлексија и научив од мојот поголем, сега па и од помалиот син Филип.
И едноставно тие приказки што сум ги почнал да му ги раскажам, мојот тој еден третман што пишувам постојано пред вашата утринска од 5 до 7 се развија до ова ниво да бидат и препознаени и од рецензенти и уредени и да стигнат во едно вакво издание. А самата книга беше една од завршените работилници, во позадина оди работилница за цијанотипија, пошто јас сум и ментор во еден процес на уметничко создавање. Во случајот сега менторката Кети Талевска-Пакревска му презентира на децата, на нашите, да речем, учесници или нашите креативци во проектот Македонска креативност од кирилица до визуелни уметности, му презентира како се создава аналогна фотографија. Ова е, значи, ја мачкаат хартијата со субстанца А и субстанца Б, и буквално во тоа што најдува наоколу, во овој простор прекрасен во надворешен простор на овој сончев ден, ова беше пред месец дена, и ги поставија само тие харти со стакло и добија слики со процесот цијанотипија. И тоа е тој дел што го спомнав околу македонска креативност, каде што јас му кажувам на младите за типографијата и за креативното пишување, и тие беа водени да напишат некои текстови, но беа и дел од мојата промоција на оваа книга. Да, и одлично ви изгледа, Игор, мора да признаеме, според илустрацијата, оваа изложбена церемонија и самиот процес. Апропо книгата, уште малку, бидејќи централни мотиви се храброста и добрината, и што е многу добро што си го нотирал во истото, би те прашал практично денешниот свет како да губи можеби смислата да создава приказни кои што се поврзани со мит, бидејќи повеќе како да сака современиот човек да ужива со сензацијата, а помалку со вредностите. Го чувствуваш? Така, го чувствуваш тој момент? Тоа го чувствувам точно, ова е сосема точно. Јас, пошто само една дигресија, во македонска креативност работам со млади деца од средношколска возраст и во минатите 3-4 години се зачудив дека децата, тие се млади веќе, забрзо ќе зачекорат и во полнолетството, не гледаат филмови едноставно, што за мене е чудо, а од друга страна како му е достапно тоа Reels и например на еден клик ќе помини воз низ столпа или сам страшни тие се. А и без простор на имагинација во тој случај, нели? Точно така, оди само чиста фасцинација и тоа задоволува некои наши страсти што се поблиски до преистористикот човек. Значи ние со тие задоволување на тие страсти се потиштува духовното, само некои телесни, дури ни телесни некои не се задоволуваат потреби, некои фасцинации на ниво на рефлексија, на рефлекси. И тоа е страшно. Сега што можеме да направиме? Секој во нашата, зашто светот сме ние, значи секој во нашата зона на делување треба да го прави тоа. Дали некој пишува книги или црта слики, или буквално може да работи со наводнување. Апсолутно. Само правам дигресија, но секој може во својата зона на делување да направи промена. Јас верувам во тоа, затоа ја правиме и оваа работилница. Неколку веќе етаблирани автори од Битола, покрај Кети, Гордана Такец и Коста Дупчинов и јас, кои завршиле, се занимаваат со тематиките на уметност, пренесуваме на младите нашите знања. Тоа е еден дел, но покрај тоа пренесуваме на младите и наши гледања на светот, кои сега може да ги речеме и се застарени. Јас сега не сум толку стар 40-ка, но ова што го зборуваш, тотално се слагам. Сега тоа што ние гледаме херојство во некои, ајде ги речеме, изопачени вредности, или ајде некои фасцинантни само вредности, ќе не натера натаму да намериме мислата. А ако гледаме дека обичноста на човекот, тоа кај нашите баби и дедовци многу едноставно, кога ќе слушаа радио, пија чај и уживаа во нивното присуство, е една огромна обичност. И ние треба да трагаме по неа. А сега многу често седиме меѓу нас, седат зидови од мобилни телефони. Сите имаме некој штит од мобилните и не оставаме жива конекција со човекот што е до нас. Така да треба да работиме сите, младите секако, но ние сме тие што му пренесуваме на младите. Многу често јас ќе речат децата не се умни или тоа дете немирно. Јас не верувам дека детето само како дете не станало немирно, тоа е
еден одраз на една поширока целина, Така, тргнувајќи од почнем за тоа и се најблиските. деца и секогаш треба пристапот да биде соодветен од страна на родителите. Игор, очигледно дека ни се неисцрпни овие разговори, како што веројатно и твојата инспирација за пишување, но нашето време е ограничено. Имам уште една минута, јас не би сакала да останеме покуси за оно кое што сакаме да го најавиме за денес, нели? 28 Извинете, мај. јас Да, ме да, да. прашавте и не можам да не одговорам. Да, во една минута за она кое што денеска ќе се случува, проектот од кирилица до визуелни уметности, македонска креативност, ајте малку подетално. Да, денеска е завршената изложба, реална изложба на македонска креативност од кирилица до визуелни уметности, веќе трета поред ваква иницијатива во Битола, ги спомнав менторите, ја спомнав Кети Цинанотипија, имавме фотографија, работилници за основна фотографија од Коста Дупчинов, имавме фотографии што ги видовте сега во прилогот, составени во студио, во професионални услови. Работиме со млада публика кои се учесници, околу 30-тина започнавме и стигнавме да имаат сите по неколку дела аналогна уметност. Значи сите тие слики беа аналогно работени. Тие филтери не се дигитални, тие се филтери аналогни. На стакло стававме сапуници, пени, такви некои други реквизити. Многу сме стрекни што успеавме да направиме уметнички дела во рок од 2-3 месеци. Ова е уметничко дело, јас можам слободно да го кажам, ова е гел на стакло. Значи овие се сите аналогни дела, фотографии. Денеска во 18 часот во КИЦ офицерскиот дом во Танаванските простории ќе имаме промоција на прирачникот, значи сите овие процеси ги документиравме во една книга, прирачник, кој што може да послужи за секој што е заинтересиран да продолжи да се едуцира, и овие слики, прекрасни уметнички дела и авторите ќе бидат таму присутни. Вечерва се надевам дека битолската публика која сака визуелни уметности ќе дојде. Да се заблагодарам до Министерството што ни овозможи овој проект да го реализираме. Благодарност до вас што ни излегувате во престет и што можеме ние да ги презентираме нашите дејанија и креативност во вашата ценета емисија и да ви посакам убав остаток од денот и убав продолжен викенд понатаму. Беше Така. прекрасен, ти благодариме, Цезарте, ќе те чекаме со Ивана и со целата екипа во студио.